Сабота, 19:15 часот, телевизија Телма, тоа значи дека е вистинско време за уште едно наше дружење и новото издание на Ферплей. Посебно оние меѓу вас кои што вистински го сакаат и почитуваат спортот, веројатно знаат дека вообичаено губитниците се оние кои што можеби ќе измислат или создадат ситуација за да најдат некаков изговор, а победниците се оние кои што создаваат или испишуваат историја. На моје големо задоволство и денеска во студиото ќе пречекам многу победници. Затоа ве канам да уживате заедно со нас, да останете на Телма и да се дружиме заедно во новото издание на Ферплей. Да, овој пат имаме полно студио гости, на моје големо задоволство, успешни во она што го прават, а ќе зборуваме повторно за каратето или за, како што нарекуваат, уметноста на одбраната, за сето тоа што тие го прават, за нивните актуелни успеси, за надпреварувањата кои што предстојат, ќе ни раскажат, се разбира, самите. Чести задоволство ми е да ги пречекам членовите на карате клубот Мак Петрол, заради тоа што тие имаат, како што реков, голем број на одличија, а и актуелни успеси, но еве најнапред ќе посакам добри ден на господинот Бошко Заборски, кој што е тренер и долгогодишен селектор во овој спорт. Добре дојдовте. Благодарам. Ќе одам по возраст. Веднаш до мене Петар Заборски, кој што е каратист, кој што има досега доста медали, посебно европски признанија, беше сега скоро и на светското првенство. Ќе позборуваме за се. Добре дојде. И благодарам на поканата. Драго ми е што си со нас и најмладиот помеѓу моите гости денеска Стефан Стојановиќ, исто така каратист и актуелен европски шампион во својата категорија. Добре дојде. Благодарам на поканата, добро ве најде. Минатиот викенд имавме државен изборен турнир за помладите категории беше наменет и веќе ги имаме голем број членовите кои што ќе не представуваат на европско. Дали сте задоволен со оглед на тоа што најголем број на медалисти имаше токму карате клубот Мак Петрол? Па токму така, значи се одржа државно првенство за кадети јуниори и постари јуниори. Тоа се возрастни категории од 14 до 21 година. Ова, например, имаше критериумски карактер за избор на државната репрезентација. Како што кажавте и вие, Мак Петрол беше прво рангиран на табелата со најголем број на одлучија. Тоа што е за нас вака, ние што се гордееме што ние имавме 10 надпреварувачи, имавме 9 финалиња, имавме 7 златни медали, значи сите тие ќе бидат представници наши кои ќе не представуваат на Европското првенство во Прага, која треба да се одржи во Чешка. Меѓутоа, по најнови информации требаше да се одржи тоа на почеток прва недела на февруари, меѓутоа поради ковид пандемијата е поместено веќе за јуни. Ќе биде и сега тоа одложено. малце ќе ни направи некои додатни, да речеме, отежнувања, бидејќи возрастните категории на надпреварувачите се менлива категорија, нели? Некои имаат право сега да настапат, во јуни може нема да настапат. Меѓутоа ќе видиме како ќе се тоа на крај заврши. Добро, горе доле тоа веројатно и нема многу улога во поглед на вашата работа. Спортистите редовно и секогаш тренираат напорно, така ли? Точно така. Значи ние сме клуб кој што е веќе 25-26 години, сме во врвот на македонското карате. Тоа што е карактеристика за нас, што и во машки и во женска конкуренција ние сме подеднако успешни. Секоја сме имале машки и женски тим, па така и сега продолжуваме со таа традиција и таа ни е наша главна насока. Значи да имаме многу квалитетни млади спортисти и претежно сме многу добри во сениорската конкуренција. Сениори. Да. Морам само ова да ве прашам, во последните години во Македонија каратето бележи на вистина големи успеси и тоа во континуитет. Дали ова значи дека во изминатите години тренерите, селекторите, тие кои што се одговорни да создадат млади сили, си ја завршиле добро својата задача? Точно така, јас беве статистички да земем последните 8 години, да речеме, кога има избор на најдобри карате, најдобри федерации која ги прави Агенцијата за млади спорт, мислам дека 4 пати или 5 пати, а скоро секогаш каратето е втора или трето рангиран. Меѓутоа 4 или 5 пати тој беше најдобро рангирана федерација, како најуспешна федерација во Македонија. Значи ние сега како клуб сме најдобри во најдобро рангираната федерација во Македонија. И тоа е вака за нас генерално значи една нели голема потврда дека правилно го работиме Добро тоа работите. што го правиме. Да. Добро. За тие што не знаат, значи ние сме клуб со изварена голема традиција, имаме преку 20, да речеме, европски и светски медалисти, кои што од европски и светски првенства донеле медаља за Македонија.
Имаме и многу други одличија. Еве само како податок, бидејќи беше нели државното првенство, ние сме клуб кој што има преку 300 до сега, преку 300 на шампиони на Република Македонија, 300 златни медали. А бројот на сребрени и бронзени, значи околу 1000 медали само оваа поставеност, државни првенства. Да, во тоа ќе се увериме. Се договоривме во некоја следна прилика кај вас кога ќе дојдеме на гости за да видиме целата таа убава архива, но и личности кои што самите ќе позборуваат за темава. Сега малку и со помладите. Прво да прашам, индивидуалните спортови не се воопшто едноставни. Човек е да речеме сам свој мајстор. Се бориш, ако е добро, сам се носиш со тоа, но и ако не е толку добро, пак сам мораш да се носиш со тоа. Еве, кажи ми, како ни сите овие години успеваш да се справиш со сите добри и потешки страни на каратето како спорт? Каратето како спорт бара многу посветеност. За да бидеш во тек со конкуренцијата, мораш да тренираш и два пати дневно. На ден, да. Со Бајле имаме кондицијски тренинзи, да. Соработуваме со кондицијскиот тренер Иван Тиосавлевиќ, веќе подолго време, а навечер вежбаме специфика. Техники и така. Карате. Добро. Бара пожртвуваност. Нема откажување. Како е кога, да речеме, кога човек губи? Имаш некој кој што тебе посебно ти помага или те поддржува во тие моменти или сам се снаоѓаш како ќе го поднесеш поразот, да речеме? Поразот, да, од секој пораз гледам да извлечам поука. Тука ми дават поддршка сега како мојата фамилија, мојот тренер и татко Бошко Заборски, моите клубски колеги. И гледам да напредувам со секој надпревар. Секој следен надпревар не прави да бидеме подобри во тоа, нели, кој што сме одбрале. Европски актуелен првак. Како се стигнува до голема европска медаља? Беше ли тешко на патот до таму? Имаше ли тешки борби? Да, секако точно така, беше тешко до патот до медалот. Пред тоа јас имав две искуства, две европски првенства каде што бев пето место. Ново европско првенство во Финска што се одржа во Финска во Тампере. Успеав да издвојам 5 победи. Браво. И така успеав да го земам. Па добро, значи можеби не било толку тешко 5 пати да победиш, не е сериозна работа. Од каде доаѓаат можеби најподготвените каратисти во моментов во светот? Има ли некоја земја што важи така за веле сила на каратето, од каде што забележувате дека секој пат имате силни противници? Секако од Азербејџан, од Турција, од Италија. Од таму има Јапонија, Иран. Да. Како беше на светското првенство, тоа мора да го прокоментираме. Навистина прво голема бројка на учесници, но имаше и многу силна конкуренција, барем според она што јас го видов. Како си помина, како ти беше твоето искуство? Минатиот месец да се одржа во Дубај, учествува 120 држави, едно од најмасовните, може и најмасовно светско првенство. Настапив во поединечна конкуренција. Да, ова е мој прв настап на светско првенство сениорска конкуренција. И задоволен си? Задоволен сум, да. Стигнав до четвртфиналето, извојував 3 победи. Исто така и во екипна конкуренција настапивме. Таму бевте многу добри, да, така? 7 место. Да. Од толку многу земји 7 место е... Да. Голем резултат. Ви честитам за тоа што имате добар и успешен тим. Морам да прашам учителите, професорите, како и да ги наречеме, секој си има своја филозофија и начин на кој што работи работата и цели кои сака да ги постигне. Што ви е најважно вашите каратисти да научат од вас, не само во поглед на техниката, целосно? Многу е важно, значи, тренерот како ја поставува работата и како го пренесува стекнатото знаење. Јас кажав дека ние сме клуб со 25 годишна традиција, кој што е постојано на светската и европската сцена, односно секогаш оди на највисоко рангираните надпревари и оттаму ги собираме директно искуствата и ги носиме нели во нашата сала. Но што е мојата задача? Мојата задача е сето тоа што јас ќе го видам како напредно, како добро, како квалитетно, да го пренесем на моите спортисти и тие во ништо да не заостануваат во ниеден сегмент од останатите, кои што нели кажавме, еви Петар се спомна 120 држави на едно светско првенство, многу масовно првенство. Голем број од тие држави се професионализирани, тие сите се нели рековме истренирани атлети, голем дел од нив се и професионалци. Значи голем дел. И сега ако вие во еден сегмент заостанете, да речеме физичка подготвеност, тактичка, техничка, па и психолошка, вие нема да освоите медал. Затоа ние ова све треба да го ставиме на една најголема висина
Тоа да се пренесе на моите спортисти за тие да може да бидат успешни. Стефан каже дека до патот до финалето имаше 5 победи, значи 6-та победа му биде. Сега тој треба во континуитет во еден елиминацијски дел да биде толку концентриран да победи 5 противници, значи најдобрите репрезенти од тие 5 држави се тама. Тама не може секој да оди. Значи од Италија доаѓа само најдобриот у таа категорија кај што го Уште на стартот конкуренцијата е висока. Па највисока, највисока. Вие кога победувате над прварот од една држава, ја победувате цела таа држава, значи како да сте прваки на таа држава. И сега кога ќе освоите медал или ние како Македонија кога ќе освоиме медал, било каков да е медалот, од било какво, нели дали е бронзен или сребрен, ние сме завршили една огромна работа. Така, нашиот водич е тоа да бидеме секогаш во текст со најголемите настани во свет, затоа и редовно ние како клуб сме најредовни во пратењето и учествата на овие светски премиер лиги, на највисоко рангираните турнири како што се во Париз, во Ротердам, во Салцбург, во Дубај, во Јапонија, во Мароко. Значи ние секаде ги праќаме колку можеме нашите спортисти да учествуваат. Да се собере тоа искуство, да. Собере и да може со тоа акумулирано искуство да успеат на некое светско, официјално или европско првенство да освојат медал. Добро. Вака кога ќе дојде некој човек кој што нема врска со вашиот спорт на ваш терен, како што мене ми се случи, знае да биде и помалку чудно затоа што вие имате ваши правила, ваши ритуали како човек треба да се однесува на татамите, спрема опремата, учителот и така натаму. Еве кажете ми накратко, ако некој прв пат влезе кај вас во сала, облече кимоно и сака да се обиде, да види што се случува тука, кои се оние први основни работи што треба да ги знае? Во каратето, најбитно е дисциплината, да се почитува нели авторитетот, да си концентрацијата исто. Дали тоа значи да речеме дека по дефолт помладите и оние кои што се во низок ранг имаат во старт некоја почит према оние кои што се понапредни или најпосле оние кои што се тренери или кои што ги одржуваат тренинзите? Тоа секако, тоа и во секој спорт, нели. Се почитува кај вас редот? Тоа ме интересира. Дали помладите си го знаат нели своето место? Стефан, така е. Ги слушаме по старите. Мора да ги слушате повозрасните, така. Како оди вашата комуникација во поглед на тоа, отворени ли се да ве научат на вистина сето тоа што веќе го знаат подобро од вас, или секој си ги чува своите знаења со цел да биде подобар? Не, секогаш они ни помагаат нас, не учат на нашите грешки. Исто така мојот тренер Петар Заборки многу се спремаше со мене, ми помагаше за тоа европско првенство, што го освоив медалот и благодарен си му, да, многу сум благодарен на него и на мојот тренер Бошко Заборски. Петар, што е потешко, кога човек ќе отиде сам да ги одмери силите со својот противник или кога ги гледаш, односно поддржуваш твоите ученици, па нели не можеш самиот ништо да направиш освен она што дотогаш сте се подготвувале заедно. Кој од тие две ти е потешко? Да, освен како надпреварувач, ја исто и сум тренер на клубот, на помладите категории. Исто така и татко ми кога не е можност и со поголемите, сениорската конкуренција. Тешко е да од страна да ги гледаш надпреварите но гледаме колку можно повеќе да им помогнеме од страна, да ги опатиме у борбата, ама сепак он е тој што се бори. Секој само мора да си излече максимумот. Стефан, кој ти бил до сега можеби најтежок пораз? Помниш ли кога така баш можеби си се разочарал или ти било тешко да се опоравиш после некое соочување со противник? Па највеќе се разочарав на моето прво европско првенство кое што се одржа во Данска во Aalborg, кога загубив за влезот во финалето. Тогаш многу се разочарав и потоа во репасажот исто така изгубив и исто секако се разочарав и добро, но најважно од се нема откажување, нели? Очигледно дека продолжи понатаму. Што човек да им каже на своите ученици после борба, нели имате две ситуации, победува каратистот, се радувате природно, или губи и очекува веројатно и од вас да слушне нешто што сега, што после поразот. Затоа сме ние тука, нели, тие во дадени моменти, како што каже Петар, морат одлуките сами да ги донесуваат, бидејќи ова е спорт кој што бара брза реакција и брз момент на размислување и одлуки. Меѓутоа, работата моја као тренер, ја таа сакам да пренесем и на Петар, во даден момент, значи во точен момент да даде правилен совет. И тој правилен совет може да биде толку одлучувачки да се освои медалот или да не се освои, како што кажа Стефан, значи тој
на два пати, на две првенства се бори за во финале, ја губи таа борба и во репасажната борба има една борба за бронза и ја губи и таа борба. Ете тој беше упорен, ги надмина тие две првенства и стана европски шампион. Меѓутоа, дадениот совет сега, значи, најверојатно ние или сме били или не сме били, не е толку важно, еден совет во една таков тежок натпревар може да го однесе во финале. Така да улогата на тренерот е огромна, значи огромна е. Јас сега поради природата на мојата работа, овие последниве 2 или 3 години не можам да одам често на надпревари. Петар ја превзима таа работа, меѓутоа јас сум многу задоволен како тој ја превзема работата, иако не ќе да го ставам во огин, бидејќи тој е се уште врвен надпреварувач. Тој не треба да биде тренер, се уште, меѓутоа еве мора и тоа да го прави и успешно го прави. Помладите многу го слушаат. Веќе направи еден јуниорски шампион. Мислам дека во година ќе има се повише резултати. Дај Боже да биде така, па и светот останува на помладите, нели? Да. Природен овој процес за кој што говорите. Имам само уште некоја минутка до крајот на овој разговор и природно е да ве прашам, освен она што го споменавме за месец јуни, во меѓувреме што ќе се случува со вас? Вообичаено за спортистите интересен дел се овие празници. Тие се редок момент за одмор, меѓутоа ниеден спортист не може да си дозволи вистински одмор. Како ќе ви поминуваат наредните недели, месеци, зашто се подготвуваме следно? Па ние константно сме во тренажен процес. Следни цели ни се серија на надпреварите, премиер лигата и имаме во мај месец европско првенство и се надеваме таму на добар резултат. Стефан, напорно е претпоставувам, меѓутоа, како што рековме, нема откажување. Значи, тренинзите не прекинуваат? Не прекинуваат. Цело време тренираме и за празници, за... И празници, и тренинзи. Да, од дома поддршка, блиските, да? Да, тука се додава поддршка од дома. Тоа е најважно од се, како што рековме. Чекаме, значи, нови медали, така? Па точно така, само на кратко за ова, ние како клуб 10 години се подготвуваме секојаш зимскиот дел од припремите го правиме во хотел Маврова. Веднаш после Нова година, ние на втори одиме, кога кажавте колку сте одсетни, колку се... Значи, од втори до 10 ние секојаш сме на подготовки, значи немаат тие време да се одморат, бидејќи секојаш во февруари беше Европското првенство. Немаат време, сениорите по старата возрастна категорија учествува на овие светски премиер лиги, така да тие веќе во месец јануари треба да бидат за Париз, после Париз имаат настап во Шпанија, мора да ги собираат тие бодови за да бидат на светската ранглиста што повисоко котирани и да имаат и право да учествуваат на овие светски премиер лиги. Добро, така се станува победник, така се победува, така се испишува историја. Ќе ви посакам многу успеси. Најважно е добро здравје, спортска среќа. Следниот пат ние ќе дојдеме на ваш терен, уште подобро ќе се увериме како работите и како стигнувате до тие успеси. Благодариме што не поканите, што ги поддржувате нашата работа и нашите успеси. Секој пат сте добре дојдени, да знаете. Само за крај ќе ми кажете како ви е поздравот сега, како се поздравуваме на крај кога завршува борба или тренинг? Поздравот ни е ос. Само ос, така? Ви благодарам уште еднаш многу и се гледаме во следна прилика, а ние продолжуваме понатаму со Ферплей, уште една успешна девојка, спортистка, медалистка, денеска ќе ја пречекаме во студиото, претходно ќе ги погледнеме рекламите, а потоа продолжуваме понатаму. Вие гледате Ферплей на телевизија Телма и, како што реков, продолжуваме со едно убаво темпо и со нови успеси кои што ќе ви ги презентираме во емисијата. На моје голямо задоволство, во нашето студио пречекуваме прекрасен тим кој што успеа да дојде до многу одличја. Македонија има светска шампионка во бодибилдинг од неодамна и тоа е еден навистина голем успех. Меѓутоа, деталите како се стигнува до таму ќе ги дознаеме во продолжение. Морам само да напоменам, многу ми е драго што ќе зборуваме за овој спорт затоа што мислам дека кај нас луѓето знаат да имаат предрасуди, посебно заради начинот на кој што изгледаат овие спортисти, меѓутоа ќе дознаете дека ите како е тешко и напорно човек да застане на овој пиедестал. Задоволство ми е да им посакам добре дојде во студиото на Мерија Киевска. Здраво, Мери. Здраво, благодарам на поканата. Ти благодарам што си овде и на твојот тренер, така, меѓутоа воедно и председател на нашата бодибилдинг и фитнес федерација Бобан Ѓоровски. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Кажа во самата најава, околу тие предрасуди сакам уште на старт да расчистиме. Ние кога сме публика, нели само го гледаме она што вие финално го правите и нормално го коментираме вашиот изглед, пропорции и така натаму. Дали тебе во овој момент ти е удобно во сопствена кожа, онака како што изгледаш, онака како што живееш, онака како што тренираш?
Па ова веќе ми е секојдневие, така да секој ден уживам во тоа што го правам. Значи ти удобно се чувствуваш во собствена кожа. Од кога не сме се израдувале на ваков посериозен успех во вашиот спорт во Македонија? Поминато Последното големо остварување беше 2011 кога бевме европски шампиони во машка категорија. Меѓутоа слободно можам да кажам дека воопшто во индивидуалниот спорт во Република Македонија ова е најголем успех до сега. Затоа што Мери оваа година освои златна во јуниори и златна во сениори, како и две апсолутни титули. Категоријата која добро се информирав е велнес, така, тоа е називот на оваа категорија. Сега сакам за нашите гледачи да објасниме што всушност тоа значи. Кои се правилата за човек да се натпревара? Јас ќе се потрудам да Може. објаснам. Значи, од технички аспект во бодибилдингот, во женските категории постојат 5 различни категории. Она за кој што постојат предрасуди и од кој што голем број на жени се плашат е бодибилдинг категоријата. Меѓутоа сите останати 4 категории се и те како женствени, и те како прекрасни, и те како убави. Категоријата велнес во која што победи Мерија Киевска, кај што стана светски шампион во јуниори и во сениори, е категорија која што се создаде во Бразил и од Бразил се пренесе во остатокот од светот. За оваа категорија потребно е долниот дел од телото да биде, благо кажано, 2 пати поголемо, поразвиено од горниот дел на телото. Значи, задникот и нозете доминираат во оваа категорија. Тоа е генетска предиспозиција кај Мери и со правилен стручен пристап во овие 3 години кои што заедно работиме. Само го надоградува тоа. Да. Па не го надоградивме, него го обликувавме до оние мерки и размери кои што се потребни за освојување на титули и сепак формата која што се носи на сцена е форма која што постои само во одреден дел или период од годината. Значи не е во текот на цела година, не сме толку мускулисти. Така да. Не сме толку мускулисти. Ги гледаме инсертите, нашите гледачи ќе нели во текот на разговорот ги видат, а за кратко ќе видиме едно тонско парче, меѓутоа вие велите изгледа убаво, изгледа елегантно за многумина, сепак ова не е природен изглед, нели? И го коментираат моментот дека е баш тоа, дека е малку неприродно, дека е за некого можеби премногу, како вие го. Значи воопшто не е природно да се трча испод 9 секунди на 100 метри. Значи така правиме муабет за професионален спорт. Така. А и како е природно да се вежба и да се трудите да го достигнете ова. Меѓутоа многу малку луѓе може да го достигнат ова. Значи тие светски резултати, светски врвни форми, многу малку луѓе може да ги достигнат. И те како е природно, верувајте. Значи, ова е велнес категорија, имате категорија бикини, кај што девојките се прекрасни. Добро, јас сакам да видиме само мал дел од атмосферата, од настапот на Мери и прогласувањето. Има многу убави емоции, сметам дека се вредни гледачите да ги видат, а потоа и ние ќе ги прокоментираме, се разбира. National anthem of North Macedonia. It was the first time ever awarded title to North Macedonia, and it's as well the first time for an overall title. Се разбира, среќата е голема и успехот е голем да се биде меѓу најдобрите во светот, кои што тука ги видовме. Раскажи ни малку како беше во твоја кожа, нели, кога ја слушаш својата химна, кога веќе ти е јасно дека си на пиедесталот? Па не е баш се едно 4 пати да ечи македонската химна, а чувствата тоа на сцената само може да се доживее. Пака нема зборови со кои можам да го опишам. Ете, дури сега толку време помина, пак ти дајат истите тие емоции? Да. Пак имам некои емоции што возбудата и се уште трае, само да се уште не сум свесна што имам постигнато, што имам направено, бидејќи во категоријата
да бидам реална, во сениорската категорија бевме 22 девојки. Јас сум Имаше силна конкуренција. девојката што освои второ место, морам да напоменам дека едно време сакав да бидам како неа. Беше Аха, она она ти беше пример, мотивација. мотивација, Да. Но тоа кога ме прогласија неа за второ место, мене за прво место, тоа веќе се изгубив скроз. Ти честитам уште еднаш, на вистина не Првите не две е мала интонации работа. ги издржавме машки, значи без преголеми емоции, затоа што ние овој успех го најавуваме веќе 2 години. Во годишната програма која што поднесуваме до Агенција за млади и спорт, успехот кој што го постигнавме сега го најавуваме 2 години. Најавувавме европска титула, најавувавме светска титула. Поради пандемијата, минатата година не успеавме никаде да се појавиме, иако работевме, значи работевме до 10 дена пред одење на европско првенство. Каде што добивме одговор дека не можеме да влеземе Да, во ние Шпанија. можеме да патуваме и така натаму. И тогаш ни пропадна све во вода. Годинава повторно се судривме со затварање на фитнес центрите. Да, Сепак- тоа е логично прашање, извините, прекинувам, но мора да прашам. Значи, бевме едно време и во карантин, ние не можевме многу да се движиме. За спортистите тоа кобно да треба да седиш во едно исто место, а друга работа самите вежбални теретани. Со тоа како се справивте? Значи, Како работевте? квалитетот кој што Мери го посидува, не само што го познавме ние во федерација, не само што го познав јас како стручно лице, него и нејзиниот матичен тим, матичен клуб, тој е Магнус Фитнес центарот од Скопје, излезе во пресред да и во тие пандемиски услови и беше дозволено да може да работи. Индивидуално сама да може да работи и го искористивме периодот, едноставно бевме нон-стоп во тренежен процес. Добро, јас тоа не бев сигурна во кој издание Мери денеска ќе дојде, значи дали ќе видиме како за настап или во нешто секојдневно. Кои се останатите правила, зашто гледаме дека овде сите ви изгледате посветено е внимание, нели, соодветна шминка, фризура, ногти, чевли и така натаму. Постојат ли некои строги правила што смее, а што не смее кога излегуваш на настап? Па да, битна е висината на штиклите што ќе ја носиме, треба да биде 10 сантима. Штиклите сантима, сите добро. носат исти штикли. За бикинито исто и По тука, сопствен само избор, по добро. наш избор е бојата или како сакаш да изгледат. Останатото шминка се треба најпечатливо да излезе, да се представиме како што треба да се представиме, едноставно. Ти си препознатлив по твојата коса, односно ова е перика, така која што Перика, служи да. за твоите настапи. Да. Зошто? Мислам, дали тоа е твој личен избор, личен вкус или Па да, за да изгледа малку помоќно. помоќно? Освен формата, и онака да имам Да има и некак, должина, да. Добро, како оди оценувањето? Тоа и јас искрено не го знам докрај, меѓутоа и многуми на тоа ме прашуваат, ќе видат нели повеќе девојки, сега како жури комисијата ќе одлучи кој е најуспешен? Има прецизни пропозиции или има и личен став, да речам, лично мислење кое секој Значи, судија? прво и основно на светското првенство судат 11 интернационални судии. Се суди по правилник кој што е издаден од страна на Светската бодибилдинг и фитнес федерација. И строго тој правилник мора да се почитува. Она кое што судиите го оценуваат мора да биде по правилник и за секоја девојка даваат пласман. Значи ги бодува со прво, второ, трето, четврто, пето место, значи и статистички после тоа сето тоа се обработува и се доаѓа до финален резултат. Ние бевме сигурни навистина за јуниори. Значи бевме сигурни дека ќе настапиме во јуниорска категорија и атакуваме на злато во јуниорска категорија. Ама дека и кај повозрастните? Сениорска категорија ни беше едноставно желба да пробаме од причина што неколку месеци претходно во јули месец настапивме на европски фитнес игри исто во Шпанија, каде што се појавивме во сениори, меѓутоа чисто беше проба и каде што успеавме да победиме европската шампионка за оваа година, за 2021 и вице шампионката од минатата година во сениорска категорија. Веќе стана јасно дека Веќе кога се видовме дека носите со- можеме да стоиме до нив, идевме на медал. А златото ни дојде како, затоа реков дека првите две интонации ги издржавме машки, меѓутоа вторите две интонации на вистина не погоди беа, многу емотивно и не се издржуваше, тоа можеше да се види кенезе, можеше да се види оно што снима само во позадина. Во позадина имаше некоја реакција, Има некои реакции мои, да. И на нас ни е многу убаво што ги гледаме сите овие медали, пехари, да знаете, и посакувам само да се множи нивниот број. Ме интересира и колку, да речеме, има брутален, ајде така да се изразам, момент во целите подготовки за едно вакво надпреварување. Искрено сме сведоци дека
голема е бројката на бодибилдери кои што знаат после одреден период да се откажат од ова заради тоа што веројатно не се доволно подготвени за континуирано да живеат вака како што веројатно и Мери живее, функционира и тренира. Што е клучно Ќе кажам за да се истрае? од стручен аспект Да. ќе кажам дека воопшто не е лесно. Значи си има правила, прописи кои што мора да се следат. Едно се тежинските тренинзи, друго е целиот начин на живење, значи исхраната, доручек, ручек, вечера, значи спиење, мора да Е се оди. математички пребројано. Све мора да биде како што треба за да се доведе таа форма на сцена која што имаме. Значи тоа е делот за издржливост кај што многу луѓе може да го издржат, многу луѓе се откажуваат еднаш кога ќе пробат и после тоа викаат дека тоа не е за нив. Друг е моментот од тоа што добиваме ние на крај од сето тоа. Од сите тие маки, од целогодишна подготовка, од сите тие настапи, од сите тие шампионски титули или било што се добива. До сега вистински не добивавме ништо. Меѓутоа годинава, најверојатно поради успехот кој што го постигнавме, тоа се 4 златни медали од светско првенство, морам да кажам дека Агенцијата за млади спорт излезе максимално во пресред. До сега, значи, Мери е испочитувана максимално, до сега ниту еден спортист од нашата федерација не бил толку испочитуван како што е Мери до сега. Добро, и ги оправда сите тие, Она да. кое што ги замолуваме надлежните, тоа е категоризација. Заслужува, значи, да се добие категоризација спортист од светска категорија, од причина што после незе сите ќе знаат што ги очекува и што добиваат. Да, Значи, практично тоа е ќе го другиот отвори момент- патот Тоа е на- другиот да. момент каде што ние ќе можеме да ги задржиме спортистите. А Мери може да си каже од незин личен став. Да, апсолутно. Ќе има ти повеќе мотивација, мислам, нема по мал Да, број дека да вреди излеземе оно и што на го прават. државните, Да, и на да. државните надпревари нема да излеземе во мал број, туку во Помасо. поголем број. Исто така и тимски на страна да одиме. Кажи ми сега искрено што е тоа што најмногу сакаш да го јадеш, а не смеш да го јадеш? И што е тоа од здравата храна? Затоа што не мора да значи дека секој пат не е вкусна здравата храна, тоа се некои, не знам, стереотипи можеби. Значи и обратната варијанта, што е оно што е здраво, а ти многу сакаш да го конзумираш. Највеќе сакам бургер, тоа не смеам, ама ради компирчињата, тоа ми е пак омилено. Не сум толку по благото, ама бургер. Бургери и обожавам. компирчињата, па нема човек што не сака компирчиња и помфрит сега. Јас знам дека си тренер, меѓутоа вистината е Интересно, ама секој пат ме тера да идеме на пица. До сега бургер не поварва. така. Бургер не побарала. Добро. Не, ама добро е тренерот, после секое такмичење имам награда бургер, така да... Добро, тогаш, нели, тоа е по заслуга. Да, Тоа е после по заслуга. си одработувам јас на кардио. Кој ти е најтежок дел негде кон крајот ќе те прашам, а дали ти е потешко кога да речеме треба да работиш со тежина, а твоето тело физички е изморено и истоштено, или потешко ти е кога можеби имаш мотивација, меѓутоа чувствуваш глад, ти се јаде? Мотивација имам секогаш. Секој пат сум мотивирана и тоа најпрвен самата од себе кога ќе се погледнам во огледало, гледам дека од ден на ден се подобро и излегуваат тие делови, облините како што треба да се представам на сцената. Фактички во подобар квалитет. А да, многу има денови што се тешки, што сакам, секој пат сакам потешко да кревам, да се докажам, секој тренинг го форсирам, но баш деновите кога сум на понизок внес на јагле-хидрати, тука немам сила уопште, дури можам и психички да забегам дека тренингот нема да го направам како што треба да направам, мислам по моje како што треба да го направам. Иначе онака се случува и често плачам на тренинг зашто не можам да постигнам толку како што сакам. Да, сето тоа е составен дел од кариерата на спортистите, од животот на спортистите. Верувам дека ти не си единствена, никогаш не е совршено, меѓутоа успесите се тие кои што Да, морам мотивираат исто за така да понатаму. кажам до мојот матичен клуб Фитнес центар Магнус. Огромната поддршка од нивна страна за салата, за одличните справи, одличните услови Да, те што мотивираат, ги те нудат. бодрат. Дефинитивно. Тоа е можеби Не дека сум најважно, јас да. член од Фитнес центар Магнус, туку општо онака според мене нема подобар Па втор фитнес дом, центар. верувам дека ти е втор дом, нели поминуваш многу време Па дома идам само со за спортот, спиење, така. така да цел ден сум во Магнус. Добро. Јас добивам знаци дека готово времето ни истече, но како и да е ми е многу пријатно со вас и ќе кажам, се надевам дека ќе се видиме и на оние, ајде да речеме, доделувања, награди, признанија, заслужувате да се најдете таму.
тука кај нас зборувам, во нашата земја, а за понатаму што да ви посакам? Само уште толку повеќе мотивација, здравје и успеси за да се видиме пак. Ќе ми биде задоволство да ги споделиме со јавноста. Благодариме за поканата. Благодарам за поканата. Ви благодарам многу на двајцата, им благодарам и на нашите гледачи кои што секогаш сте тука да слушнат и видат што е ново и добро и убаво на полето на спортот кај нас. Така ќе биде се разбира и следниот пат. Секој викенд ви подготвуваме нови спортски приказни, така што се гледаме следната сабота во 19:15 на Телма. Довидување.